Здраво, пријатели! Добро дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска, и цела недела, ако не се лажам, ќе имаме доста прашања. И за оние кои што можеби не ме следите на Инстаграм, тоа е социјалната мрежа во која што се случува најголемата интеракција и најголем дел од луѓето кои што ми ги поставуваат прашањата практично се на таа социјална мрежа и платформа, така да повелете и вие и да направиме некаква интеракција. Како и да е, денеска имаме прашање од моја драга пријателка Сања, која што не е прв пат да постави некое прашање, и ова е прашање на кое што ќе им помогне на многу луѓе не да си го решат проблемот, туку да разберат зошто се јавува оваа појава, но за да не должам многу ќе го погледнеме прашањето поврзано со цревата, па ќе се вратиме назад. Сања, фала ти многу што придонесуваш за идеи во оваа заедница и да одговарам на прашања кои што знам дека носат вредност за одреден број на луѓе кои што ја следат оваа содржина. Нервозни црева е нешто што се јавува кај 20% од глобалната популација. И тоа е синдром кој што практично, или спастичен колон, по-професионално кажано, тоа е всушност појава која што се јавува кај дебелото црево и практично е на еден начин дисфункција на мускулите кои што се задолжени за да ја носат храната и да оперираат и да управуваат со дебелото црево, најнародски така кажано, и всушност се случува да има неконтролирани контракции на тие мускули, кои што предизвикуваат да храната можеби и содржината во дебелото црево се задржува подолго време, да можеби ја враќа назад, да нема добра мобилност на содржината во дебелото црево, и тоа се одразува со грчеви во стомахот, со диареја, со запек, со константни болки, со подуеност и така натаму, значи индивидуално различно кај секого и можеби различни болки во текот на денот кај луѓето кои што го имаат, кои што се соочуваат со овој проблем. И искрено не постои нешто што го лечи овој проблем. Иако ја не сум доктор, но сепак докторите тоа многу добро го знаат и практично и информацијата ја добив од нив дека единствено нешто што може да се направи е со терапија да се уништат симптомите и да можеби не чувствуваш такви болки, грчеви, подуеност и така натаму, но дефинитивно тоа е нешто што барем за сега медицината го нема решено во целост и најверојатно ќе треба да човек го прифати тоа и си живее, но верували или не, единствен начин да се намалат тие броеви и интензитети на болки и незгодно чувство во стомахот е начинот на живот. Пред се средување на исхраната, на второ место физичка активност редовна и пиење на доволно вода. Нешто што константно го зборувам во овие епизоди и доколку зборуваме на нешто што треба да се исфрли од исхраната се продуктите кои што најверојатно се едни од, се продукти кои што создаваат проблеми дигестивни кај многу луѓе, а тоа се можеби граф и леќа да се исфрлат од исхраната, лук и кромит, зборував пред неколку епизоди за нешто што прави подуеност, глутен, млечни производи и нормално можеби бели пецива и некои типови на овоше, кои што практично и секако создаваат малку поголем напор за да се обработат. Така да, Сања, тоа е нешто што јас имам да го кажам и нормално препорака и совет до секој кој што можеби го има овој проблем, број 1, нека се јави на доктор и таму најдобро ќе му кажа што да превземе во делот на можеби лекарства и како можеби да се помогне со терапијата, да ги намали тие симптоми, а нормално стилот на живење и како е потребно да се смени. Фала ти уште еднаш, Сања, за оваа епизода, имам толку да кажам. Се гледаме во следна епизода, до тогаш ви посакувам здрави животни навики. Фала ви за секоја секунда одвоена да ја гледате оваа содржина и нормално, убав ден. Чао, чао.